Факултет за туризам и бизнис логистика. Разговараме во продолжение, најавуваме хуманитарна акција, новогодишен базар, но разговараме на една многу значајна тема, а тоа е како да создадеме туристички дестинации тука кај нас во државата, како да го напредиме туризмот и се со една цел како младите да ги задржиме туристички работници, да ги задржиме кај нас во државата. Разговараме со професор доктор Татјана Бошков, таа е декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добро утро. Добро утро. Се чини дека е некако тема која што никогаш не завршува, тема која што постојано ја зборуваме, постојано актуелна, но ќе дојдеме до неа. Новогодишен базар, може ли да започнеме со тоа, со оглед на тоа дека ги броиме последните денови од 2024? Во последниот месец од годината, кој што нели има магијата на новогодишните и божигните таа празнична еуфорија, минатата година и оваа година направивме една хуманитарна акција која што се е именувана како Нова година за секое дете. И тука стоиме како факултет дека не само во нашата мисија како едукатори, туку да ја будиме и таа нели свест кај нашите студенти, општествена одговорност, културна компетитивност и разбирање нели на состојбите во општеството, да помогнеме, односно да се вклучиме во една хуманитарна акција каде што производите кои што ги дониравме самите ние ги направивме во едни новогодишни пакетчиња. Но оваа година сум срекна бидејќи се вклучи и многу други институции како и Халкбанка и заедно собравме 400 пакетчиња кои што еве од вчера едните, односно првиот пакет беше дониран во СОС детско село, 180 парчиња, новогодишни пакетчиња на 25, односно утре сме во Штип, во Црвен крст и на 27 во меѓуопштински центар за социјална работа во Гевгелија. Така да се надевам дека ќе пробудиме насмевка на дечињата и ќе ги направиме многу посрекни. Сега целта е, значи, не само тоа што спомнав како едукатори, туку нашите студенти во време на студирањето да сакаат да бидат хумани, меѓутоа кога ќе одат на пазарот на труд, преку своите знаења, вештини, нели да сакаат да помогнат во системот, да носат правични одлуки, да имаме подобар степен, повисок степен на благосостојба, што е зборуваме за студии, за факултет кој што е директно поврзан со комуникацијата меѓу луѓето, со интеракцијата, нели? Так. Треба да се привлече човекот од страна на кадрите кои што вие ги подготвувате во образовната установа. Колку студентите сакаат да се вклучуваат во вакви акции? Колку се ревностни, колку се присутни, колку се вистински тука? Колку се залагаат за она што го правите? Да, јас сум навистина благодарна што оваа хуманитарна акција зазема се поголем замав. И она што нас нарадува е дека нивното мнозинство, односно нивниот број се повеќе се зголемува и тоа покажува дека ако минатата година сме успеле да собереме 150-60 пакетчиња, оваа година е 400. Тоа сочувство дека треба да помогнеме во нашиот систем, сега велам во една ваква акција, меѓутоа да се вклучат во системот и повеќе да помогнат со правилни одлуки, е надеж дека навистина еднината во младите, меѓутоа во овој момент ние сите заедно да работиме на тој систем. Се чини дека да продуцираме квалитетен туристички кадар и за жал го продуцираме ние тука, но не го задржуваме тука кај нас. Се согласувам дека е така, меѓутоа мислам дека ние нема да се откажеме и дефинитивно нема да се откажеме од нашата мисија дека треба да работиме на овој систем, бидејќи младите се оние кои што ги имаат и знаењата, ги имаат и вештините, ја имаат и таа аналитика да ги решаваат проблемите, вештини во таа комуникација, вештини во решавањето на конфликти, на што посебно сум горда, бидејќи нашите атрактивни програми се градени токму на препознавање на
пропустите или она на кои што ние треба да работиме, односно да ги решаваме предизвиците. И во оваа насока сакам да кажам дека постојано збориме за одржлив туризам, меѓутоа треба да сватиме дека тоа е еден континуиран процес, значи кој што не застанува, кој што постојано има потреба од превентивни мерки, корективни мерки на кои што мора да работиме, а дека нашата земја има навистина потенцијал тргнувајќи од туризмот и културното наследство, тоа дефинитивно го имаме и треба да го искористиме и мислам дека сме на правиот пат. Можеби некогаш имаме чувство дека е бавно, меѓутоа мал по мал чекор, јас верувам во оптимистичките сценарии. И кога сме кај младите, би сакала да споменам дека денеска во 12:30 не почнува еден преобав настан кој што се нарекува Храната символика на божикната приказна, каде што тука повторно во центарот се нашите студенти. Која е суштината на овој формат? Станува збор, односно секогаш храната ја гледаме како дел од туристичкиот производ, на тој начин дел од туристичката понуда, а тоа значи дека, односно целта да се прави ваквите формати е образованието да го согласиме со општеството, со економијата, бидејќи имаме Министерство за култура и туризам и уште еднаш се става на пиедестал клучната улога на туризмот во економијата. Така што ваквите вмрежувања едноставно ќе покажеме уметноста на нашата македонска национална гастрономија, ќе ги покажеме сите тие кулинарски вештини, бидејќи статистиките и истражувањата покажуваат дека се повеќе туристите сакаат автентични јадења, кулинарски специјалитети. Јас сметам дека нашата култура, нашите обичаи, нашата традиција го дозволува тоа и ние треба да се движиме во насока тој македонски гастрономски бренд да го покажеме, односно да ја покажеме на светската јавност дека ние сепак сме диверзивни, различни, а сите тие работи ги имаме отсликано, односно ни ги дала нашата историја, природа, преку храната, гастрономијата. И тоа, како имаме што да покажеме? И тоа, да. Сега велиме да создадеме нешто за да ги привлечеме туристите. Дали е поточно дека треба да го искористиме тоа што ни го дала природата, отколку дека треба нешто да создаваме. Да, јас се согласувам дека ние веќе нештата ги имаме, значи имаме и тоа историјата и што природата и да културните. Да ги промовираме подобро тие, Апсолутно. да направиме туристички дестинации. Повеќе. Приказните ги имаме, само ни треба добра промоција со што ќе се зголеми атрактивноста. Мала компарација. Во Грција од секој камен се прави историја. Буквално од секој камен се прави историја. Се раскажува приказна и тоа се продава многу скапо. Толку немаме со што да се пофалиме, толку не знаеме или за што се работи? Имаме и мислам дека треба да одиме само на мотивација да го покажеме тоа, да не сме затворени. Ќе направам, еве само ќе се надоврзам, последните 2 недели имав можност да бидам дел на 2 панел сесии кога беа одбележувани деновите на регионот. Како панелист бев во југоисточниот плански регион и ден на регионот на источниот плански регион. Верувајте, значи почнувајќи сегментирано, ние тоа како можеме да размислуваме за атрактивност, односно за тие приказни да ги изнесеме на површина. Локални занаети, локални вештини, занимања. И уште еден момент тука сакам, а веќе е потенцирано од властите е дека треба да дадеме многу повеќе усврт на културните и креативните индустрии кои што ќе придонесат кон туризмот и да не заборавиме дека тој и тоа како има можност за зголемување на придонес кон бруто домашниот производ, како пример една Италија. Кога ги спомнав планските региони, се отвори една дебата да размислуваме како, односно одговорот знаеме дека е позитивен, меѓутоа ете културниот туризам и културното наследство да ја заекнат економијата. Македонија спа туризам. Значи, ако се погледнеме само околу нас, ќе видиме колку ни имаме потенцијал. Ние на метар квадратен имаме најмногу атракции природни и убавени во однос на сите држави па во светски рамки. Така, зборуваме за транзитни туристи. Зошто тие транзитни туристи да не ги направиме туристи кои што ќе бидат и 10 и 14 дена. И дефинитивно тука имаме социјален, економски, културен бенефит и да не ги забораваме нели еколошките придобивки со оглед на тоа дека ева Македонија е дел од Западен Балкан и таа наша одржливост кон зелениот Европскиот зелен договор.
односно ако зборуваме за зелен туризам, каде што првата асоциација ни е руралниот туризам, имаме дефинитивно инструменти за искористување на зелените финансии, како на пример ако ја видиме статистиката на Централна банка, ќе видиме дека многу малку се користат, а навистина имаме потенцијали тоа да се искористат. Сакам да ги спомнам важноста на институциите кои што се наоѓаат во делот на туризмот и културното наследство. Дигитализацијата не може и нас да не одмине, па дури и овде. Туристите сакаат дигитализација на музеите, археолошките локалитети и се тоа кога ќе навистина ќе се стави на туристичката мапа. Па има многу проекти каде што имаме нели апликации, детекција дури на стрит арт, апликации и така натаму. Туристот значи сака едно доживување и врвно задоволство. Едно по едно, но важно дека имаме потенцијал. Тоа е важно. Да. Благодариме професорке за гостувањето. Се надеваме дека пред се задоволни ќе завршите оваа 2024, дека ќе имате простор и отворен пат за се она што зборувавме за реализирање, отпочнување реализација во 2025. Ви благодарам на поканата и можноста да се представиме како факултет. Имате повторно можност. Ви благодарам. Се разбира, да.